Нашиот филм, јас сметам дека има многу голема длабочина во која навлегува со самата таа критика. Ги обработуваме проблемите на младите за кои некако општеството нема слух, затоа ние го критикуваме самото општество. Како што се патот по кој одат младите, дека одат по лош пат, најчесто бидејќи тоа се смета за лесен пат, односно за тој што најчесто младите го избираат. И сега тука има различни видови на по кој пат одат, зошто одат по лош пат, дали тоа било наркотици, алкохол, некои слични работи, за поставување на училиште. Тоа се сведува на повеќе фактори, но најчесто е тоа семејството, потоа околината, односно најблиските другари, потоа училиштето и целата околина, на дали нашиот град, дали тоа во нашата држава. И менталитетот на луѓето е едноставно таков што многу е тешко да одиме по правиот пат кога сите, скоро се не иницира да одиме по лош пат. И затоа сметам дека ова е голем проблем кој го имаат младите. И затоа оваа тематика е многу минимално обработувана. И мислам дека треба да се чуе за овој проблем на младите. Ликот кој што го играм јас се вика Петар. За него може да се каже дека ниту самиот тој се уште не се определил што сака да прави и не знае со што сака да се занимава. Во средината се двоуми со што да се занимава, ниту тој самиот не знае каков живот сака да живее, дали да оди по добриот пат или по лошиот. Дали е на лошиот пат? Да, тргнате на лошиот пат, но пробува да се врати на вистинската патека во животот. Има многу млади кои што веруваат во Господ, но не е тоа толку застапено. Исто така и Петар се уште не е свесен, не се определил дали верува или не, затоа и стои во едно темно место, изгубен во животот. Дали вербата може да ни помогне да се вратиме на добриот пат? Да. Според мене мислам дека може многу да помогне во тоа.